И поречиси 4 години од формирањето никако да проработи предпријатието за јавен превоз Тетово транспорт. На последната вонредна седница на Советот се расправаше само за ова прашање, но повторно без конкретни одговори. Советниците реагираа дека општината не покажува интерес предпријатието да профункционира, потсетувајќи дека пред 2 години биле ветени 10 автобуси од град Скопје кои не стигнале во Тетово. За жал, градоначалничката тогаш морам да кажам дека не направи доволно напори за да обезбеди ова јавно предпријатие да заживее. Како и да е, морам да го кажам фактот дека тетовчани ниту оваа зима нема да имаат можност да се возат со јавен превоз. Мислам дека сега е дојдено времето, иако во 2014 е формирано ова Тетово транспорт, значи 4 години веќе ништо нема работено. Се надевам дека сега ќе им стоиме на врат и ќе мора да се нешто да се работи. Откако пропадна донацијата, сега општина Тетово преку задолжување ќе се снабдува со автобуси, но и за ова нема конкретни рокови. Од Светската банка општината ќе зема пари што ќе може да ја реализира истата цел. Значи снабдување со автобуси за градските потреби. Се работи за 5 автобуси што се планира да се земат и ќе се плаќа во рок од 10 години 0,2% од тоа. Токму воведувањето на јавниот превоз се наведува како една од мерките за намалување на загадувањето во градот, но многу прашања околу овој проблеми натаму остануваат неодговорени поради честото отсуство на градоначалничката на седниците, на што реагираа советниците, порачувајќи дека не се возможни конструктивни расправи без нејзино, но и присуство на одговорните во институциите и предпријатијата.